имате тинејџери по дома, најчесто чувството е како да одгледувате диносауруси. Никогаш не се најадени, секогаш имаат специфични желби и секогаш имаат замерки за вашата храна. Моите деца се веќе во тие тинејџерски години, морам да ви кажам дека се најтешките години и секој ден останувам будна и се плашам за тоа колку треба да и се извинам на мајка ми за моите тинејџерски денови, преживувајќи ги овие со моите деца. И нормално, како во сите проблеми, како во сите фрустрации, имаат секогаш замерки за храната. Годинава го прескокнавме одморот поради карантинот со короната, немавме можност да отидеме на море, немавме можност да ја посетиме Грција, да исконзумираат гиро, така да често бараат гиро. Токму тоа ме мотивираше да го направам денешниот рецепт за вас. Секогаш ми е предизвик да измислам начини како може да се рекреираат оние вкусови, па дури на брзата храна. Низ емисиите ќе ви покажам неколку врсти на бургери, неколку врсти на пици, брзи, спори, долги, кратки рецепти, а денешната емисија ќе ја посветам на грчкото гиро. За да направиме грчко гиро, нели во основа ни е потребна некоја скара, која месо кое е споро, се врти, се пече. Оригиналниот рецепт содржи јагнешко месо. Моите деца го обожаваат свинското гиро и јас денеска ќе се обидам да направам свинско гиро. Ќе го направам од нула, правејќи ја и гиропитата, правејќи го традиционалното дзадзики, и ќе направам месо кое ќе го изглумам со ржничи. Исечкано нема да приметат дека е направено како ржничи, а вкусот ќе биде како да се печело 3 сати да се вртело на ражен. Најпрвин ќе започнеме со гиропитата. Гиропитата е рамен леп, многу е традиционална во многу култури. Имаме најразлични, пити, имаме флетбред, имаме тортилји, односно во многу култури лебот се користи како чашка, како одредена чинија која може да ја прими внатре храната. Така и гиропитата. Гиропитата во основа се прави многу лесно и она што е добро во гиропитата е што не мора да стасува, односно не ви треба час и половина да стаса тестото, бидејќи се пече на сува тава директно на оган и квасецот брзо се активира и питата се подигнува. За да го направиме овој рецепт, потребни ни се од прилика 3 чаши брашно. Мерете се со истата чашка. Јас имам тип 400 денеска. Ќе ги ставиме прво сувите состојки, па потоа ќе ги скомбинираме со оние кои се мокри состојки. Имам 1 лажичка шеќер. Шеќерот ни е потребен да ни го активира квасецот. Имам квасец, сув квасец ќе ставам, сакам побрзо да се активира. Може да употребите и свеж квасец, апсолутно не прави разлика. Ќе засолам. Солта, 1 лажичка сол. Солта ја ставам секогаш по крајот на чинијата, бидејќи сакам да не ми дојде во допир со квасецот и да не ми го спласне. И на крај ќе ставам чаша, со истата чаша мерев се. И брашно, и водата, и млекото. Имам топло млеко. Значи, 2/3 е млеко и 1/3 од чашата е топла вода. Ќе додадам полека. Јас сакам да месам со раце. Доколку вие не сакате, употребете лажица. Користете лажицата додека се соедини тестото, па потоа продолжете со раце кога ви делува, не знам, малку нечисто. Има луѓе кои тоа едноставно не го можат. И сите се во право, и тие што го можат, и тие што не го можат. И почнувате со месење. Тестото треба да биде поцврсто. Значи, ако добиете меко тесто, да дадете малку брашно, бидејќи цврстото гумено тесто полесно ќе го исукаме во клупчиња и полесно ќе направи меури на топлата тава. И кога ќе се соедини, го префрлувате на даска, на брашната за да не се залепи, иако е многу суво тесто, нема да се залепи.
и ставете мокра крпа под даската за да не излетате од вашата маса. Некогаш треба да си ги послушам сопствените совети и продолжете. Ете, нема летање со месење. Месете 2-3 минути, односно додека тестото не стане гумено. Тешко е за месење, сигурно може да приметите и од телевизија дека е тешко, бидејќи е цврсто тесто, значи има многу помалку течност отколку брашно, ама такво ни е потребно. За да имаме, се сеќавате на вкус на гирото, на гиропитата, има како да е со пeciво правен, мене ми е барем таков вкусот, односно како да се распаѓа кога ќе го гризнете. Тоа е заради тоа што не се стасува долго и се прави од тврдо тесто. 2-3 минути ќе го измесите, оформете топка и ставете го на даската, покрите го со една крпа и ставете го да се одмара околу 15 минути. За тоа време ќе го подготвиме месото. Тестото ќе го стасуваме 15 минути, повеќе го одмараме отколку што го стасуваме, а за тоа време ќе го подготвиме месото. Имаме свински шницли. Ако сакате пилешко, повеќе преферирате пилешко гиро, искористете го начинот на кој го подготвувам, можете со пилешко, можете дури да ги комбинирате месата. Еднаш го имам пробано истиот рецепт со телешко, јагнешко, свинско, значи од сите комбинации на меса. Она што ќе биде важно доколку користите комбинација од различни меса е да ја погодите дебелината. Значи пилешкото се готви побрзо, свинското се готви отприлика на скара, отприлика 10, 12, 15 минути, зависи колку е топлината уклучена. Телешкото му треба малце повеќе. Така да со сечењето и со чукањето ќе ги прилагодите месата пред да ги ставите на ражнич и ќе имате совршено сготвено месо од сите типови нели кои ќе ги употребите. Јас ќе земам една даска и полека ќе го изфилетирам прво месото, да ми биде уште потенко, ќе направам многу тенки парчиња, бидејќи сакам да ми се сготви брзо. Не знам зошто сум обсидната со оваа брзина, апсолутно никој денеска барем не ме брка, ама никако низ животот и нели тоа динамично секојдневие, секогаш ме тера да правам брзи рецепти. Ќе ги изфилетираме, ќе ги подзачистиме. Искрено не знам да обработувам многу месо, нема да ме замерувате кога ме гледате. Многу долго не го конзумирав месото. И си уште така имам некое непријатно чувство кога го обработувам. А и никогаш не сум била на некој професионален курс да ме научи. Еве апел, да сте таму професионални месари, готвачи, да ни пратат техника како се обработува месо кое брзо се учи, значи цело време имајте на ум дека треба брзо да се спреми. Пратете ни на нашите профили на социјалните медиуми, научете ни и вие нас нешто интересно. Го сечам на посетно, бидејќи ќе направам малецки ражничи, иако гирото е нели со некоја димензија 20 сантима причник, моите ќе бидат многу помалечки, за да можат брзо да се испечат на скарата тава. Ете така. Нека има малци маснотија низ месото, таа секако ќе се разлее по целото месо, ќе биде дополнителен вкус. Ете така. Сега ќе ги исчукам да бидат многу тенки.
Значи ќе ги исчукам додека не го извадам буквално животот од нив. Сакам да бидат многу тенки, дури продирни и спокинати, за да може брзо да се сготват. Ќе земам една чинија, бидејќи ќе ги маринирам. Сега не може да правам со месо. Во меѓувреме да згреам тавата, таа и треба подолго време да се згрее, бидејќи е од гусена железа. Ќе одат на добро загреана тава. Мислам дека треба да се расече. Ни требаат парченца. Некако заражничи дебели. Целата идеја за ваков начин на подготовка ми дојде да го свртам процесот. Се сеќавате на големото грчко гиро кое стои во тие таверни, тоа е значи тенко парче свртено обратно. А меѓутоа секогаш кога се сервира со ножот се сечат многу тенки парчиња кои потоа се допекуваат и подгоруваат. Јас само ги направив тенки, а мали, за да можеме после тоа кога ги извадиме да личат на листови исечени од големо гиро. Месото ќе го зачиниме со повеќе зачини. Сакаме да биде ароматско, сакаме да ги прими сите убави вкусови. Имам една лажичка сенф. Сенфот ќе ни служи за да ги залепи сите убави зачини. Ќе ставиме мајчина душица. Ќе ставиме ким, мелен, една лажичка, малку кршен коријандер, сол, црн бибер, секако на нашиот генерален узор витаминка, кистолчам малку сува пиперка, сува пиперка. Ќе ставиме малку внатре. Снегулки. Ќе ставиме сончогледово масло брилијант. И убаво ќе измасираме. Дајте му едно 10 минути да ги впие сите зачини, а потоа ќе ги набоцкаме на стапчињата за разничи. Месото се одмараше некои си 10 до 15 минути и имам тука стапчиња за разничи. Секогаш пред да ги користите на тава или на скара, навлажнете ги, бидејќи дрвото во разничите кои ни стојат во фиока знае долго да остане, да се исуши и на топлината да се запали, да имате искорен вкус на дрво во вашата храна. Не е вкусен баш. И редиме навистина мали делови. Ако ви се големи, само ќе ги подзасечете. Имаат масло на себе, но јас пак ќе ја премачкам тавата, бидејќи сакам малку и да се пржат, за да се убрза процесот на готвење. Ете така. Како мали мини гира. Јас си набрав малку свеж ловар, ќе му додадам на вкус. Користете и суф или воопшто не го користете, нема никаја посебна разлика во рецептот. Кога се подпекува ловорот ми дава еден источен вкус, можеби вие не го сакате. Ете така. Ќе ги ставиме со малку брилијант масло. Да се
подкотвуваат и ќе ги вртиме од сите страни, овој пат рачно. Еве, погледнете како загореа веќе, тавата е топла. И ни треба многу малку време за да се подготват. И ги пржиме 7-8, зависи колку се тенки минути. Додека ги завршам, ќе го подготвам тестото кое се одмараше веќе 15 минути. Се одмараше тестото 15 на минути. Не е стасано, немој да очекувате стасано тесто, меѓутоа е малку помеко. Ќе ни биде полесно да го развлечеме. Свинското месо е готово. Гледате, ги имаме сите елементи на гирота. Имаме тенки парченца, имаме подгорен дел, загорениот мирисот на запечената тава. Ќе ги сменам тавите. Бидејќи ми треба сега да ги подготвам лепчињата. Ќе направам 3 гиропити. Тестото е тешко и гумено, не се тревожете доколку така изгледа, доколку го видат вашите баби ќе кажат не да макинка, заради тоа што тестото не истасало, така треба да изгледа ова тесто, малку развлечете го, ќе видите кога го ставите на загреана сува тава, ќе почне да создава меури. Брашно. И го развлекувате рустично, не мора да гледате да биде тоа совршен круг. Едно да има дебелина, некој си 5 до 6 милиметри. Навистина тенко. Сите овие рамни лебови ми се еден интересен фолклор во многу нации. Во некој од следните епизоди би сакала да ви го подготвам наан лебот кој е како солза и е дел од индиската традиција, па и тортиljите. Сите имаат во суштина сличен тип на состојки. Ете, тенко, многу тенко. Најпрви им помогнете си со рацете за да направите една викничка. Не е лепливо, не се секирајте, нема да ви се залепи, бидејќи е суво тесто. Мислам дека ми се загреа тавата, ќе ја ставам првата. Сува тава, ништо спектакуларно. И за да ви бидат полесни, доколку сакате да ги виткате, јас моите денес нема да ги виткам, туку ќе направам куп врз нив. Користете 2 влажни крпи, ќе земете една влажна крпа, ќе ставите првата пита, пак повторно ќе ја преклопите со влажна крпа, па пита, па крпа, па пита. И така тие ќе останат малку влажни. Од сопствената топлина ќе ја задржат влагата и ќе бидат лесни за моделирање. Или ставете ги во микро на 2 минути. Кој како мислува? Проверам. Ете како изгледа. Треба многу малку време, бидејќи користевме многу малку течност. Доволно само да испари течноста внатре и да се активира квасецот за малку да нарасне и да биде права гиропита. Моите крпи се спремни. Ќе ги ставам директно на крпата. Запечена, гледате, сте страни, одиме со втората, значи само ја преклопувате и оставате малку да баба ми вика земе душа. Што е да значи тоа?
Ете. Ке ги покриеме со крпа и ке ги оставиме повторно да се одморат. Кратко. И за тоа време ќе го подготвам унаш без кое не може ни едно гиро, а тоа е дзадзики сосот. Имам една лажица павлака. Идеално би било овче кисело млеко, ама син ми обожава мајонез и јас ќе употребам на витаминес на витаминка, ќе ставам 2 лажици. И ќе израндам краставица. Ке ставам малку свеж копар, од лисиче, од мојата драга Светле. Сол и црн бибер. Само малку. И малку убаво маслиново масло. Една капка. Имам претходно подготвен помфрит и на крајот ќе го склопиме целото гиро. Јас во гирото, официјалното грчко гиро, го сакам без дзадзики, но денеска ќе го направиме по традиционален рецепт, ќе го зачиниме со кетчап и сенф. Имам една чинија за сервирање, нема да го виткам, бидејќи сакам да ви ги покажам сите елементи, колка е гумена, убава мојата гиропита. Прво ќе ставам сенф. Ќе го премачкам. Ќе го ставам мојата свинско подкутвено на интересен начин. Неизоставен дел е помфритот, свеж кромит. Ставам на страната дзадзики, кетчапна витаминка. И тоа е тоа. Можете само да го земете како чинија и да уживате во прекрасните вкусови доколку ви не достигаше година во морето и грчкото гиро. Сите производи денес беа доставени од онлайн маркетот Пакет МК и се надевам дека ве возбудивме за готвењето, ви покажавме дека може да направите брза храна дома и да подготвите рецепти кои ви не достигаат во зимските периоди. Се гледаме во следната епизода на Готвиме со Маја.